Здраво, другарчина, добро дојавте на втората сезона на Имам нешто да ти кажам, вака во ова прекрасно студио на телевизија, како се викаше главната сцена овдека? Film Flow. Film Flow, значи овдека. Summer Drive-in Cinema. Овдека тие што не знаете, морат пред да почнеме со нашево подкастче, тие што не знаете, овдека се одржа за прв пат во нашава историја, во Охридска, Македонска, не знам, Drive-thru Cinema се викаше? Drive-in. Drive-thru беше на закуп. за Макдоналдс. Да. Помин, виж ти давајте филм и си бегаш. Да, и интересно нешто од интересниве факти, што се е тоа дека таа организација ја организира или главен иницијатор на сето тоа што се случуваше беше овој господин овдека, тоа е Јовче Цветковски, Здраво, лидерот здраво. на нашиот подкаст, а денешен гостин на истиот подкаст. Да, точно. Да. Си се поканувам сам и ко гостин и ко водител понекогаш. Фала ти што ме угости овдека со овие многу удобни седишта, морам да кажам, ова импровизирано студио, во отворено студио, под отворено небо. Па ова може да се најубавото место кај што е. Реално. Баш Добро шила да не се наљуте, двака на отворени локации правиме му. Да. Денеска, Јовче, ќе правиме муавет, бате, за твојава работа околу 5 до 12. Јас прашање ти имам спремано, че ќе си правиме муавет, како пријателчина, како и мене баш ме интересираат што се случи, како ти дојде тебе идејава за првично, за да почнеш 5 до, не за Drive Cinema, туку како првично, ше лани мислам дека прва година беше. Лани, да. Како ти дојде таа идеја да почнеш ти да правиш еден таков активизам во Охрид? Идејава, и јам кажам многу пати на многу места истото дека не беше наеднаш, туку некое време си беше прво во мојава имагинација да кажам, а сето тоа е поттикнато од самото тоа што фали нешто во Охрид. Мислам, го осеќаш секој што да, па затоа нема ништо што и да направиш. Затоа да, и дека нешто што нема да се направи да биде еднократно. Што нема ќе организираме еден настан и ќе биде тоа, затоа и прво име во кој ми дојде беше 5 до 12 културолошка иницијатива, не е културна, некој го меше тоа, културолошка иницијатива затоа што не значи дека ние се знаеме да направиме, се ќе направиме сите тие работи, туку сме иницијатори за нешто да се случи, да се направи. Јас ќе сум иницијатор за со тебе идејава, нешто креативно, па ти после може да ќе го реализираш тоа, не активизам и за збогатување на програмата таа летната програма. Генерално беше за летната и така теравме лани и ова година 2020, идејава е да се прошири тоа и преку цела година и во поиќе сфери, затоа што и немаме една категорија да речам ко здружение во наша независна аматерска театарска група аматер што беше за театар само, туку буквално секакви настани се ево, кој што кажат. Слушај се. MotoGP. Ке дојд вамо се. Сега сите овдека ќе шлефове. Ај сега снимаме, да. На срета емисија, спрече, ба? Нема тај. Че да те прекинам. Ај, прекини, Први да. пофали се колку настани направи ти 2019 година летото. 2020 Првото? година. Ова е сега. Ова сега ни беа главни 11 настани, А све на све сите настани? 27. Ко правиме муавет официјално и што биле во програма, зашто ние правевме и оф програма и други настани, што не влегве во та главната програма, што се оф програма, што си поддршка на нешто друго. Настани, тоа е така, ама генерално овие 27 ги гледаме со минимум све 27, па сигурно се на 40 настани. Значи 40 настани за 3 месеци? Вкупно, да. Правиме муабет и првото лето, затоа што пример имаше настани некој што помина незапазено. Па официјални беше 16. Не ти правам муавет од првото и од второто комбинацијава, во тие вкупно 2 месеци, 3 месеци поделени ако ги зеш во летниот период од и првото и второто, над 40 настани официјална и неофицијална програма и иако реално лани направивме некој сега не ги рачунам овие како хуманитарни што се кај што си организирал нешто така се собере, знаеш, се
се збират Имаше настани секој ден, да речеме, со ред, ден да, се погодва и годинава, баш сакавме да направиме 2020 да не биде така ден за ден, затоа што првата година имавме проблем, пошто бевме многу мала екипа, бевме тројца, годинава се проширивме, да кажам, 6 души во главна организација, плюс од страна што помагаат, плюс волонтери. Да, пофали ги луѓето, пофали вака на Точно сега, прво ние почнавме јас Ристе и Јаков Јовановски, Ристе Лековски, годинава ни се приклучија Димитар Попстефанија Пират, Илија Трале Левецки, Христијан Томчо Томески од ансамбл Билјана и од Брос. Така што тие во, да речам, сршта на екипа тоа беше, плюс волонтери од првата година што имавме 5 активни волонтери, годинава имавме 50 активни волонтери, така што тоа е еден скок што премногу ни помогна од целава наша организација. И баш мислевме дека нема ги направиме настан за настан, ден за ден, зашто е претешко така да. Ама ситуацијава ни ги поремети плановиве и испадна еден период тонаму после киното 14, 15 и 16, така мислам дека беше август. После тоа, 20 јануари имавме 4-5 настани ден за ден. Значи, и они, и неофицијални оф програма настани, па после ни се погоди, не знам, едриличарска регата, па Sunrise Coffee, па работилница за танц, скейт парк, значи, вака. Која ти беше, да речеме, вака, најубава, на која се сеќаш како дома, како најлесно да ти е да све средено, пошто тебе сигурно организатор треба да средиш ова, треба да средиш она, треба да направиш ова, треба да се јавиш во општина, администрации, глупости, подписи, печати. Исто да. Таму тие работи на која се сеќаш да речеме да сеш и да си колираш. Имаше тако или немаше да се колираш цело време? Имаше, морам да признам дека имаше. Особено многу се осеќав дур траеше настанов. На сите си се осеќала, на некој понапнад, на некој не. На Ој љубов, Староградска пловидба со ансамбл Билјана со кајчињата концертот што беше по Охридсково езеро. Тоа што се осеќав најубаво од појке аспекти, пошто прво и организацијски не беше толку тешко, затоа што идејава некако сите вака ја воспримија и брзо се накрена сите, дури луѓе што не знаевме дека разбрале нешто, некој од вам оттаму ќе помогнеш, одма се организира. И убајната на настанов, не знам, некако староградскава музика, времево беше преубо, јас и Пиратон сами в кајче си делевме пијачки. Да. Ја видов таа сликата што беше од озгора. Да, со дрон, да, снимка. И реков, како бе, јас не ојдов на ова, не. Да, многу им беше криво што не присуствуваат, затоа в година се надевам дека немат еднаш, неколку пати ќе повториме. На тој настан се осеќав, она баш најој сите, мислам, поубајна на настан, зашто се погоди време и музика староградска, мене не знам, многу си ја поштовам, си ја сакам, плюс нашиве другари, пријатели, браќа на некого ансамбл Билјана, значи соработката си е таја и беше перфектно и викавме ако потраеше може да уште подоцна ќе ни беше убаво, ама време траењево на настанов што беше идеален. Видов дека сите уствари носат маски и ти самиот сите настани носеше маски. Сега те прашам дали ти смета нешто, дали ти си скривени ушиве, како се снаоѓаш? Не, јас си носам вака бандана, ова е 5 до 12. Ако сакате моите да ни пишите, ќе ви набавиме бандана. Ова, знаеш, и стилот си е... Како се снајдовте со тие работи? Дали имавте некои инспекции, дали имавте некои проблематики од некој тип, демек, вие овде се собирате 100 души, вакви, такви, едно друго? Вака, генерално проблематиката беше пред да почнеме со настаниеве. Затоа што ние премногу се замаравме за тоа, затоа што ако сакавме да организираме, гледавме од многу страни, од многу аспекти, обичен човек да поминит како ќе го доживеи тоа, учесник на настанов што ќе се пријави, некој што е публика на настанов, луѓе што ќе гледаат на Facebook, на Instagram слики, ќе рече овие кластери прават, не знам што, не знам како. И ние претходно кога ги направивме настаниве, уствари секој ден гледавме што можеме да направиме за да бит по протоколи, затоа што правевме муавет и со Центар за јавно здравје Охрид. Пуштено беше настаниве по протоколи како да ги изработиме во Министерство за здравство, за Комисија за заразни болести, што е, значи, и за Охридско лето и за поголеми фестивали што им изработува. Дописка беше пуштена дека вака и вака ги изработвиме.
со инспектори општо бевме на состаноци да видиме, значи сакавме да бидеме покриени, да не правиме нешто што е погрешно, што ќе мој да наштети прво нас луѓево затоа што нешто што сакаме убаво да го Така е, направиме така. лето и плюс на самава организација и репутација затоа што не дај Боже да излезеше некој позитивен што бил на настанот или нешто, не мора да се зарази таму да кажеме. Да бе, да. Пропајат Да се кажи во вода, нешто, пропајат да. се во вода. Не, Тоа сега беше какви- и зато гледавме и со волонтериве со станоци, имавме со сите, како трет со доктор терен Јованка, работата, си, имавме Коровешовска, што Видов. е значи состанок на Zoom имавме за да кажи за како треба да се заштитат и волонтериве затоа што имаш деца од средна школа, од гимназија и сите беа одговорни и сите си ја завршија перфектно работата и мислам дека од тој аспект организацијски година поминавме, не знам, милион пати повеќе од очекав. Во смисла од помош, од кои овакви организации, да речеме, ево од општинава дали добивте помош, дали добивте помош од некоја партија може, дали добивте помош некој поединец, дали добивте помош од некој што е значаен човек, пример со фирми, дали добивте некој што е значаен човек за градов, да речеме, не знам, таму советници, градоначалници, дали добивте некаква поддршка, дали финансиска, дали браво, тапкање по рамо или било што од таа сфера, од тие луѓе што се стаени баш за тоа да го работат тоа. Ме разбираш што сакам Така, да те така. прашам. Тие што се пример од Охридско лето дали добивте некоја поддршка од такви овие организации. Вака сеа муаветов е мешавина од сите тие работи што ги наброја. Не идеално затоа што ова година наидовме на многу затворени врати, условно да помажи кажам, општинава? клоци. Поможи, иако не во тој размер на кој што сакавме, затоа што првично ние проектот го имавме аплицирано февруари, пропадна се во вода затоа што беше со корона, меѓутоа благодарение на индивидуалци кои што се во општина, Аха. значи не правиме не ниво правиме- општина Вака, како Не институција. правиме мовет за тоа. Тоа е во ред, секој имат пријатели и утре ќе се најдеш со некој во градов и ќе најдеш пријатели за нешто. Добро. Правиме мовет дали општинава како општина, дали Охридско лето како Охридско лето, дали институција како институција поможи за ова да се случи све што се деси во 2020 Епа тоа ти зборувам муаветов е дека поединецов тебе што ти помогви што е во општина што се нафатил да ти поможи од некој одделение, тој нема да стои како поединец, пример стоеше општина во Охрид стоеше како спонзор на Аха. Добро, Сваќаш? значи добивте некаква помош. добивме некаква помош точно, значи затоа тоа ти викам, ама уште е тоа на ниво од такви институции кај што треба да добиваш на некој начин целосна поддршка, кај што треба да најдиш да не биде сега помене по тебе за да ти поможе затоа што реално правиме настани што го промовираат исто и Охрид што прави нешто што сакаме Точно, ние точно што ни така. фалело да направиш нас да имат за секого во Охрид. Не викаме дека е тоа секогаш идеално или не знам како, ама барем нешто се трудиме правиме, ако имаме поголема поддршка уште подобро, така ќе од ниво повисоко. Институции веко институции така државни онат секогаш се пример до сега не сме биле поддржани од министерство никогаш за ништо. Секогаш. Втора година никогаш. Сте барали, Не, сте прамуваве ти со здруженијево што е аматер. А сте пуштиле по барања, Да, да речеме? да. Барања? Проект. Проект, Пушташ проект. Што добиваме, да речеме? Добиваш некогаш одговор, некогаш не. Обично А одговорот. одговор добиваш. Одговор, да. Значи Оп. секогаш е негативен, се още е негативен одговор. За сега се надеваме Ќе дека биде- годинава ќе се промени Ајде, тоа за министерство, 2021. ајде, во А општини, мислам во дека луѓе. доволно покажавме дека треба да сме Ама поддржани. кој- Така? Ево, ја земаме цела година. Кој нешто направи во цел град? Цело време правиме мојот. Кој нешто направи значајно за не за себе да си направи пари или да направи нешто, туку што кој направи за на граѓаните да му е убаво. 5 до 12 мои да се посочи со прст. И дека мои да се речи, ево овие нешто направи. Ги собрате скейтери на таа што присуствува. После Да. науше што присуствува уште на нешто. На денсингот многу ми е криво што не, многу саат Да. да. Муаветов ми е нешто се посочвите и нешто се Да. прави. И сега на кого мислам кај е целава работа да биде не поддржана, туку јавно да се каже тој човек, мислам таа и таа организација благодарно следната година сами тие да се јават. Не ми е Епа муаветов. тоа го нема. Не ми е муаветов ти да одиш таму и да бараш секаде на 100 врати и сега еден да ти отвори. Епа тоа Сам е некој да речи, кај е. Тоа- Дали добивте ме интересира некој спонзор?
сам така да се пријави. Да ви рече јас сакам да ви сум спонзор. Дали сакам конкретно, не сега вака да не направам некој лапсус. Имаш сами што рекоа што мене ќе ви поможиме, што не мора да значи дека е финансиска поддршка. Еве да речеме спонзор, ево имавте вие на коливе овие Да. коли имавте. Тие ојдовте вие во кој беше спонзорот? Како се викаш? Алдо. Алдо. И ојдовте вие во Алдо и правиме вакво нешто или тие ви рекоа? Да. Сегде ние Аха. пуштавме портфолио и програма. Значи никој не од градов де се јави и не ви Не, рече, не, тоа беше дали ви као- треба еден пакет вода, пример, дали ви треба еден пакет вода за да пиете вода. Уште сме ние тие што звониме, што Така. викаме ни треби. Па тоа ми беше. А иначе имаат од приватниот сектор имаат дека и организации пример година многу ни помогнаа охри трчат. Морам да ги издвојам. Шила што секогаш ево соработкава се останви и многу други што имаат доста да кажеш спонзори, ама то не се сите спонзори ко финансиска поддршка, затоа што имаат и други, ама сега Производи. секаква поддршка е добре дојдена со тоа што реално секогаш е најважна финансискава поддршка за да почнеш ти да направиш нешто. Затоа се надевам дека в додина ќе се промените тоа што го викаме цело време дека нема да е све само иницијативно, дека ние не само за мене и за тебе кој ќе правиш и за други кој ќе прават, немат во Охрид во Македонија човек кој што ти викат вие сте добри за ова, вие правите вака, јас ваква идеја имам, ова и ова, дали сакате да се напред, јас да инициирам нешто. Значи све затоа и ние кој иницијатива, значи све е само иницијативно, знаеш и самиот. И сите што организираат нешто сами што е независно, се тргвите само иницијативно. Нигде нема некој ни што откриват таленти, да речам така, што имат младински трибини што ќе кажи некој нешто дека му сметат и ајде ова да се поправи. Некој ќе преземи тој чекор. Не, и вака затоа и овој подкаст и за мене и за тебе, мислам, јас веам лично, ние како поттик, не само сега ние да кажеме не ни помага нас ова, не ни помага Не, нема тој, врска. туку да се направите на клима кај што обичниот човек може да придонеси нешто за доброто на градот. Значи на крајот на краиштата земи е најлон во недела, земи е црн најлон и прошетај се по планина, кај Биловам, кај Рамне, кај Велеско. Земи направи некој активизам, поможи му на градот. Да, Дека не мора сега да барам јас во општина да ми дадете најлон, така? 10 денари се во прашање. Муабетов ми е ваков тип на организации креира дополнително следни чекори, мислам следни нови исто организатори, иницијатори, револуционери, активисти, што ќе направи тие нешто. Да, па се надеваме дека ќе поттикни тој активизам на нешто такво и да не е секогаш дека чекаме нешто другиве да направат. Прво тргни, поможи, ама после на тоа треба се приклучат точно луѓето кои што се одговорни за таа работа, за тој сектор, за таа област, кај што ќе рече чека има некој сами што го прави тоа, да и ние зашто ние сме за тоа да поможиме да направиме заедно нешто зашто реално Охрид е мал град, можеме да го направиме да цутат. Значи може да е од секој аспект, ама ние се знае наша изрека нема луѓе, нема ништо. Да. Ама треба некој да направи нешто и сега да направи некој нешто, мислам ние што рече мал град, и да направи некој нешто и одма е осуден да речеме од другата, значи ако се направи турбо фолк концерт, ќе речете ево овие сељаци ве ваму таму, ако се направи некој техно нешто е овие наркомани вака така и некој никогаш и да не се направи нешто од другата страна осудувачко испаѓа. Да. Што вака што ти остана како за секој во сеќавање на некој момент од 2020 некој момент, многу моменти ми останаа. Еден така утринското будење, утринското кафе на изгреј сонце на островче, пример тој настан преува чувството и моментот од на островче кога ќе гледаш кога излези сонцено од исток, преува беше и истото ќе ми остани секогаш тоа што седевме на овај паркинг 4 дена овде, 4 вечери спиевме, а чувавме опремата, шатор беше поставен долу. Овде. Спиевме. Таков она помин, истоштени, значи не можевме да постоиме веќе, зашто претходно 10 дена се спремаш за тој настан и дур трај заш 3 дена. 3 дена е настанов, раче. Кино, никој не го прави 3-дневно кино отворено. Сите прават поеднаш ако направат. 3-дневно ден за ден. Ние претходно денот се после од кога ќе завршиш и сеиш и тоа ќе остане и сум најгорд на
таа организација што успеавме да направиме нешто големо, што уште не сме свесни колку беше големо и дека влеговме и сите што беа присутни на настанов во историјата, да речам, на градов Охрид со конкретно тој настан. Така што 2021 што правиме? 2021 се спремаме за нареднава сезона програма, пуштивме да се надеваме на позитивен одговор и општина и од министерство. Ајде министерство, ајде општина, ајде. Така што се надеваме на тоа и се бориме за нормално да турниме работа уште малце за младинскиот културен центар, да почни да се, значи не сакам да го запоставиме и да остани тоа на да тлејат само да се зборови, туку да се туркат помалце за да почне нешто и се надевам дека Јас ти посаквам ова, ти го посаквам да првично кога ќе се спомни летната сезона, прв број 1 да биде настан културно лето, културно-шолошка организација 5 до 12, па тек второ, трето место таму Охридско лето, Охридски турува тие со организација и само иницијатива, чим ова ти го кажам респект голем од мене ти кажам и ова ти е респект од сите тие што учествуваат дали или видеа, само што не сака да ти кажат зашто знаеш тоа како е нешто горделивоста. Ево јас ти како обичен граѓанин се ставам сега на ова столче како обичен граѓанин и ти кажам браво брате, ова ти што го правиш. Што го правиме? Добро. Иницијативата. Не, вака, не зашто викам ти што го правиш. Во секоја работа мора да имат стрелка, значи во секоја работа треба да имат лидинг, нешто за да тоа нешто да пробие. Сега тоа кога ќе пробие и кога ќе влезат сите тие други работи, разбираш, јас те фалам тебе зашто ти ова го имаш, значи ти рече дека се потпишиш, ти рече дека бараш ваму. Јас не викам дека према другите сигурно и Пират, и Трале, и Јаков, и Томески, и Ристе, и таму момичината сите што дека и тие може да и појќе од тебе некои физички работи, може појќе од тебе некои се замарат за нешто, да, кревет, прават, ама во секој случај, во секоја работа и гледам и во мојве некои иницијативи со ова, ќе правиме и муабет во следната емисија секако. Да. Гледам дека морат да трниш од себе си, да сватиш кои се твоите квалитети и твоите можности на праење и со сето тоа како еден човек што сакаат културно да го издигнат градот, што сакаат артистички да го издигнат градот, да направат револуција во сферава на настани, на места, на посетувачки работи, на све, треба самиот од себе да трнат и она болт, што се викаат болт, значи ти знаеше дека можеш годинава да ти дојде некој инспекција што ти ја знам да ти речи што е овај, пример ево јас не нося маска на овие. И сега рече да овај не носи маска е заради тоа сега се дека ќе ставиме. Иако ние носевме маски за мудајме на сите, ама се дешаваат се. Не е се под твоја контрола и тоа беше преска само да се надоврзам што викаш, тоа што се потпишуваме, точно се потпишуваш на се и друг имаш страф од тие правни работи, ако за се може не дека ние сме правиле нешто што не треби, ама не дај Боже нешто да се деси што не е во наша надлежност. Така. Може некој да покаже одма со прст да ти направи проблем без потреба. А ти правиш нешто што е барем јас мислам дека убаво квалитетно и не екстра во секој смисол, мислам тој што е слеп, тој што е глув, можда нема да го види тоа, ама тој што малце е отворен и прошетал малце подалеку од неговата мала, први, сватил дека, значи она пример за јас ќе зборувам за моето искуство вамо во скејтерството. Да. Јас ги почитувам Мартин овој скејтеров е заради него скејтат сите деца дека. Што е како предводник е таа иницијатива што правиме овој. Значи тој не мора да е тој артист или не мора да е нема таму политички науки да имат завршено за да поднесиш она, туку даваш примеров преку твојов пример. Значи ти го правиш тоа и после тоа ако е тоа квалитетно, ако тоа од срце даено, се надевам дека од срце ти сите работи ги правиш, не ги правиш за не знам, не гледам некоја друга цел. Да. Се надевам дека ќе продолжиме така и пошто идејава и визија што имаме за. Јас иначе ти се надевам 5 до 12 си е. Ти се надевам за другата сезона еден настан минимум еден ќе одржам на твојата културнолошка 5 до 12, каде што ќе зборуваме за тоа како да се прифатиш себе си и како да со тој што ќе го прифатиш да се сносиш во предизвиците што ни ги пуштат овој ваков живот што е
променлив, ево гледаме до вчера сите се гушкаме, а сега најдобри пријатели, блиски, све некој бокс ти пушта, не знаеш како да се поздравиш, не знаеш, сме дезориентирани, и во такво време кога во такви по толку можности и во толку работи што се случуваат, имате организација 5 до 12. Ево, и јас можам да се стам 5 до 12, снимав едно нешто таму, и јас сум во организација. и чим имат во такво во војно време, значи ние искрено се да си правиме ова е војно време, чим имат во такво време луѓе што ќе работат ко тебе и што ќе се замарат за доброто на градот, за доброто на цело општество, за доброто на сите генерации млади стари, ако имаме такви луѓе и луѓето нити ќе си одат странство, пошто е тоа главната, нели, работа кај нас, како да ги вратиме младите, немојме младите да ги вратиме. Да ги задржиш тие што се. Да, немојме младите да ги вратиме ако немат нешто, иницијации, ако немат некој активизам што се случуваат во градот. Значи ти што сакаш направи 5 фабрики, што ќе прави луѓето? Ќе одат во фабрики, ќе се враќаат дома и ќе одат во фабрики, ќе се враќаат дома и што е? Ние сме сега 70-тите, тоаш било лесно тогаш. Сега е ова време кај што ние гледаме таму на интернет што се случуваат и сите сакаме да сме тоа нешто, сите сакаме да шетаме, сите сакаме да сме инфлуенсери таму да. Ама и од најпрости работи во кино што го направивме ние овде, немат во вторник да одиш кино да изгледаш филм. Немаш кино, прамуваве има Центар за култура и кино што според мене е во тој стил како што е нефункционално. Кино немат по светски стандарди како што имат во Скопје, како што имат сега во Битола, ко Синеплекс. Чека, кај нас немат проекции на кино. Имаше сега направи некој, ама не регуларно, не секојдневно, не на секој 2 дена и не пример по стандарди што се други кино. Театарот сега мислам дека почна со проби ради корона, ради сите ти работи беа месеци без ништо, значи не функционираше. Добро, Јовче, тоа е тоа. Добро, ево вака како за крај на видеово, на овој подкаст, што ми се свигаше како одеше начинов и ова ќе цел ни сече и ништо, ала алда ни е од бајцата, браво, после колку време се гледаме, немавме муавет направено. Да. И сакам да те прашам, кои ти се амбиции за после 5 години со ова културолошко 5 до 12, што мислиш дека каков настан би сакал да направиш ти, што ќе речат сите ќе ми ја земете идејата. Така? Како ја кажам. Не, може да донесеш некој гост, не. Кој не, види, извини. Кој ќе ти ја земе идејата? Едино може. Едини така активист. Не бе, само слободно. Ќе немат кој да ти ја земи некој идејата, никој не се напаќа да оди да се потпише и да прави работи, не. Така да нема да се плашиш, само од тоа да не се плашиш. Не. Од све може да се плашиш, само од тоа не. Види визија, затоа тоа преска викав и визијава идејава, ја гледам уште од првата година за 5 години како ќе за 10 години како ќе гледам дека се надевам дека ќе прерасни во многу голема работа, кај што стварно ќе имат некој важен печат, импакт ќе имаат на целово наше општество, прво во градов, па се надевам дека ќе прерасти на ниво на држава и затоа за гости и за носење од странство и некои, да кажеме сега, звезди, здравје, зждане, ама генералното што сакаме ние го направиме платформата е да ги задржиме домашниве, нив да им се даваат фокусот и концентрацијата, затоа што имат преталентирани млади дечки, што артисти, глумци, музичари, неважно, секој скейтери, кај што нив три да ги крениш, не дека јас сум некој што ќе ги кренам, туку со тоа што го правиме сите заедно и таму да се дај фокусот, пошто имаш домашни фестивали што не му дават простор на домашниве во ситуација на корона, кај што ти е идеална ситуација да го направиш тоа, така? Точно така. Сега здравје, затоа за 5-10 години ние се надеваме дека ќе прерасни 5 до 12 во голем бренд, да кажам, кај што ќе се прошири и надвор од држава, а со тоа ќе носи печатов на Охрид и на нашиот менталитет и нашиот активизам надвор од нашите граници. Прави, Јовче, Фала ти гостин. Фала и сега тебе. можеш да си одјавиш емисија и да ја најавиш следната емисија наша. Да, добро. И да си ти сега домакин, да ја фатиме вака Фала што вевте, да. Фала што вевте, Транзиција. што не следевте на овој подкаст воведен. Ќе направиме уште една воведна емисија. Следната емисија ќе биде со
Вик Какароцки, јас ке сум водителот, тој ке гостинот со неговиот активизам што го прави со неговите па за некои луѓе неприфатени вака се уште out of the box идеи. Како секогаш тие се. Да. Тоа ми е трейдмарк, мора. Да, трейдмарк мора да. Тие прашањата што ги поставуваме во првата сезона, ќе гледаме да направиме некои анкети со истите прашања на рандом луѓе. Дека тие се ќе се трейдмарк на емисијата, она. Да. Ќе направиме ќе имат поиќе содржина поразлична од претходната година, ќе имат подкасти што се баш подкасти подолги, ќе имат пак интервјуа со значајни личности што направиле во некоја област, што придонеле нешто, некој што ги заборавил дека направиле нешто, треба да им се дај малку простор и фокус. Со тек на време ќе си се надеваме ќе си добиете еден совршен облик, а не ми ги троши муаветиве сега за наредна емисија да имаш да те прашам да си кажеш мислењето. Ајде, гасе, да ја одјавиме и лайк, subscribe, дајте ни поддршка. Поддршка да ни треба. Платформава е за сите во Охрид, пошто ќе идат секој ќе може да си каже буквално мислењето, имам нешто да ти кажам, пошто ќе имат еден оригинален тој што викаме подкаст, што ќе во заграда no filter, така што. Да, no filter и ако има некој да каже нешто било што, и актуелно поврзано све, значи. Било што да има некој да каже да изложи нешто да пред камера, значи ако не знае сам да се снимат и да остави тоа на Facebook, му даваме можност идаме каде што сака, каде што треба и го снимаме да си кажат што му лежи на душа, дали проблем, дали да се пофали некој нешто, да видиме што се случува во нашиот град, бидејќи самите медиуми, медиуми, да, сите се сега медиуми, секој има сопствена ова, али сите медиуми ги тупате на исти приказки, значи или е корона или е политика, и ајде малце да излеземе од тие некои гранки и да кажеме нешто вистина што ни лежи на нашиве срца, на нашиве души. Да, не срамете се, не бидете скромни, време е да си кажете тоа што имате. Поздрав, чао. Поздрав.